Нещо да кажам. На 6 април започна војната, нели? Тоа е историска веќе работа. Нели, отиде кнез Павле у Германија и тамо се приклучи кон тој пактот, како се викаше, не знам. Се појавија големи групи на демонстрации, кога се разбра дека кралот потпишал пакт со Германија. И сега тука некој, што никој пат не војувале, што никој пат не се знаело што е војна, рипнава и се дигна народот. Народот се дигна из цела Југославија. Белград, Скопје, секаде. Hoćemo rat, nećemo pakt. Hoćemo rat, nećemo pakt i така. Уствари тоа беше заслугата на тие скоевци, на тие комунисти тука што беа. Сите викаве дека сакаат војна. Во сустност, кога дојде до војна, сите се спашивме. И, значи, преврат. Това, нели, Хитлер не можеше да го издржи и удри на Југославија. Meine Herren, ich beginne mit den Ausführungen der Weisung Nummer 25. Wir ziehen gegen Jugoslawien. И почна бомбардување. Узбуна и почна бомбардување. Никој не се надеваше и кога свирава сирените, никој не надеваше дека ќе дојде до бомба. Бомбардирање почнаме да летат овие штуки авиони. И народ бега. Народ бегава на кај паркон, на кај водно, се криева се оно дева. 2 бомби паднала на площад тука малце подоле. Две, 3 у Вардар, 3 надоле на кај онаква и у неделата. И почнава да паѓаат у Вардар бомби и се дига вода, не знам колку вис нагоре. Ние сме се криеле под кревети, под маси, кој кај ќе најде. Имаше вистина покотници и со белината паѓаат 3 бомби у нашата куќа. И тука дедо ми погинуе, 40 души тука останава мртви. Тој ден ќе го запаметам и по тоа, што тогаш прв пат видов леш на една убиена жена. Видов истурени банкноти од 1000 динари од една полуотворена ташна на улицата. Луѓето обезпаметени од настанот поминуваа покрај таа ташна, не забележувајќи ги парите. Купој пари. И му викам ја на тој еден Мичо Србин беше од Балево. Мичо еден Тошо беше тројцове. Ајде да земеме, викам, да узмем понек. Шта ќе нам то нече више да иде? Нашиот дивизион беше горе у Кале. И кога се бомбардираше Петровац, ја бев на телефон, бидејќи имам слушалки. И слушав, ја му вика тој, звони одма тој од Петровац, вика, немци пустили бомбоне у Петровац. А ја, пошто сум почакал, па сум знаел што е бомбони, знаеш. Имавме 27 аероплана, сите не ги запалива. Ја бев авиатика тоа, ова захоплотство, не ги запалива. И вика, дајте узбуну. И ја уклучувам чепот на командантот, ама слушај да имам, му вика, дај узбуну. Вика, бомбардирано е, вика, Петровац. Таму авионите, не знам што им направиле. Парам парче. 9 месец Петер дојдова, ја почна да кажа, како оси,
Един така, други свърши работа. Победоносната германска войска започна разгромяването на Югославия и Гърция. Още призори на летището при село Петрово край Скопие бяха унищожени и опожарени 26 югославски бомбардировачни самолети. В момента на германската бомбардировка сръбските летци гуляеха във военния клуб в Скопие, който също бе засегнат от германските бомби. Войската српска, како ти кажам, кој каде. Кој каде, не се знаеше кој каде бега. Аутокоманда имаше моторизирана единица и таа остана тамо. Нити ауто спасено, нити некој да пукне, немаше војна во Скопје. Германците си дојдова како на свадба. И ја реков, дај да завртиме топоите, натака, откај што гаѓаат овие непријателите, гаѓаат и они. Ја еден официр со бела конја беше, кој е то рекол? Ја го изводи пиштолјот, мајку ти твоју, знаеш, и од тука, Предходницата како дојде, немаше ни 3 минути после нив тоа камионите изнад дојдова, пешадија покасно дојде. Со мотор и со джип и надвор кукасти крс, нели тоа нимниот крс. Искочи овој Станиле Димитриевич, што беше една импозантна личност. Ја кажех ќе искочам, беше некаде околу 9 саца бајлин, ја ќе искочам да видам што е. И на офицерите им вика, симни се, и палетите. А тој што ми го изводи пиштолјот, ја тоа го почнав да пеам. Дека му ги симнава палетите и му го седува пиштолјот и ја дуне ранке, стерам тега ранке, па што друго да кажам сега. Таа песма сум ја знаел во своје време, нели? И се врача назад, јас сум вишол скршен човек. Колко беше скршен кога дојде и каже немци. Скопје, година 1941. Број на жители неизвесен. Држава целокупна Бугарија. Бугарите точно 10 дена после германците. У бугарското собрание еден пратеник изјавил царската корона уште и недостасува алем каменот од Македонија. Целият български народ вижда днес да се осъществяват неговите идеали за създаването на една мощна и обединена България от Дунав до Бяло море и от Охрид до Черно море. Българският народ ще изпитва завинаги най-голяма благодарност и дълбока признателност към силите от оста и към техните големи водачи Адолф Хитлер и Бенито Мусолини, които осъществиха обединението на България. За Негово Величество царя освободителя Борис III, ура! Земята тръпне под твърдата стъпка на маршируващите български и германски войници.
На площад Цар Борис III. Преглед на строените войскови части. Молебенът. След молебена се извършва символичното обединение на българския народ. Девойки, облечени в китни народни носии, поднасят пръст от Добруджа, Македония, Тракия и западните покрайнини. Духовенството благославя и смесва тая пръст с пръста на майката Отечество. Както никоя земна сила не е в състояние да раздели тази напоена с българска кръв земя, така и никой не ще може да разпокъса вече обединеният български народ. Нашият велик девиз «Един цар, един народ, една държава» се носи тържествено из цялата българска земя. Манифестация из улиците на града. Пъстрите носии от всички македонски краища придават живописен вид на манифестацията. Смесената и благословена пръст от всички български краища се занася тържествено в катедралния храм Света Богородица, за да остане там за вечни времена. Измама и лъжа крие всяка дума в любовта. Не вярвай на жена, щом ти кажеш, че те люби без край. Лъжа е, знай, в женските сърца много лесно се събужда любовта. Но истинска любов само една жена познава. Цял майчино сърце знае истински да люби на света. Цял майчино сърце знае истински да страда. За време окупация овде у Скопје скоро не се осеќаше. Бидејќи дојде преседник Спиро Китинче и така беше организирано купонски систем, ама сите све што им требаше може да си земе. Не ни правиле, не биле лоши или германци да упропасти некого или да направи нешто или да ти грабне никако. Што е право, право. Германците беа многу, онако, како да кажам, поштен народ. Поштен народ, а бугарите не беа така.